Ова утро Орце Симов, потпредседателот на Сојузот на стопански комори, е гостин во Македонија на утро. Претежно ќе зборуваме, професоре, за храната, бидејќи нели без храна нема живот. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро и благодарам на поканата. Криза на трошоци за живот. Тоа е нешто што е многу присутно во јавноста, особено последниве години. Што е тоа и кои се ефектите во општеството? Зошто се појави оваа криза? Кризата на трошоци за живот како термин, како синтагма се појави последните 5 години од здравствената криза од 2020 година наваму, и тоа е состојба во која што се намалува стандардот на граѓаните. Стилот и начинот граѓаните што го имале пред да се појави кризата на трошоци за живот им овозможувала некои активности, производи, услуги и така натаму кои што по појавата на таа криза на трошоци за живот не ги овозможува. Тоа е ситуација во која што цените на производите, на услугите, на потребите за домаќинството растат многу побрзо отколку што растат платите. Ние од здравствената криза 2020 година, која што беше проследена потоа со финансиска криза, па енергетска криза, се појави инфлација така што брзината на растот на цените на многу производи и услуги и цени за домаќинствата растеше со многу поголема стапка од што растеа платите. Платите малце поспоро растат и во услови кога цените се зголемуваат со поголема стапка, а платите не следат таа стапка, се намалува стандардот на граѓаните. И тоа е таа криза на трошоци за живот. Ние, ако ги погледнеме и истражувањата што ги направи Deutsche Bank за растот на цените, можеме да забележиме дека во периодот за кој што е правен извештајот за цените од 2012 година до 2025 година, е даден еден индекс на раст на цените од 2012 до 2020 и вториот од 2020 до 2025 година, може да се забележи јасна тенденција во сите цени, и во цени на купување на стамбен простор, цени на изнаемување на стамбен простор, цени во малопродажбата, во рестораните, во кафичите, цени на облеката. Брзината на раст на цените е многу поголема за последните 5 години, од 2020 до 2025 година, додека од 2012 до 2020 тоа е речиси 4 до 5 пати помал било кој параметар од тоа што е испитувано да го земеме во предвид. Значи, едноставно се менуваат нивоата на плаќање на цените, на сумите на пари. Добро, професоре, постојат диаграми кои што науката ги утврдила, нели, вертикално и хоризонтално, и во точката каде што ќе се пресечат двете прави линии се формира онаа крива која што го одредува растот на цените. Дали растот на цените на прехранбените производи е реален или е моментална можност за поголема заработувачка? Цените на прехранбените производи, прво ние имаме намалување, доколку зборуваме во Македонија, ние имаме намалување на обработливите површини последните од 2005 до 2024 година за над 20%. Намалување на површините или помалку работење на површините? Има и помалку работење, има и намалување. 2005 година сме имале 320.000 хектари обработено земјиште во Македонија. Каде отиде земјиште? Земјиштето е тука, меѓутоа не се обработува. Нема работници кои што сакаат да работат во земјоделие. Имаме и голема емиграција од нашата земја надвор во други држави. За жал, многу луѓе се иселуваат, не ја гледаат својата иднина тука, иако се наоѓаме на одлични климатско-географски услови. Тука живеат нашите родители, нашите роднини, нашите пријатели. Наместо ние да го организираме и поднебието под кое што живееме ни овозможува услови за добар живот, наместо тука да се организираме убаво да живееме, ние за жал се иселуваме во средини кај што има многу полоши и климатско-географски услови за живење, кај што сме туѓинци. И полоши услови за работа има таму, работиш на туѓа нива за плата наместо на својата нива да бидеш господар на својата. Затоа ние треба да си останеме на своето огниште тука кај што сме родени, да ја организираме нашата држава да стане просперитетна, посакувана и успешна, со тоа што ќе се промениме самите ние, а со тоа и ќе го промениме системот и ќе го подобриме системот. Значи, последните 20 години
обработливите површини во Македонија се намалени за над 20%. 320.000 хектари 2005 година, 264.000 хектари имаме обработено од 2024 година. Значи, помалку се обработува, помалку се произведуваат прехранбени производи, тоа го покажуваат и бројките. А добра, се злоупотребува ли земјоделското земјиште за трансформација во градежно, во, не знам, разни... Па гледаме... Како почва за поставување на соларни енергетски системи и така натаму и така натаму? Гледаме во тој дел едно можеби нерационално користење на обработливото земјоделско земјиште и со тоа што се поставуваат фотоволтаични централи на земја која што може да биде обработлива, што не е добро. Да, така наречените соларни фарми. Соларни фарми. Тие соларни фарми треба да бидат поставувани на земјоделско земјиште кое што е повисоко од одредена земјоделска категорија, односно на позиции кај што не може да се произведува некаков земјоделски производ. И ние со тоа што се намалуваат површините кои што се обработуваат, се произведува помалку земјоделски производи, помалку зеленчук, помалку овошји, со тоа автоматски, а побарувачката на тие производи останува прилично константно исти, со тоа расте самата цена. Ние можеме тоа да го видиме и по бројките. Ние во Македонија сметаме дека сме земјоделска земја и се представуваме како аграрна земја. Меѓутоа и параметрите кои што покажуваат колку увезуваме храна, колку извезуваме храна, ќе видиме дека се спротивно на таа наша констатација дека сме земјоделска земја. Да речеме 2024 година, според податоците од Завод за статистика, ние имаме увезено храна за фрапантна сума од 1,67 милиони евра, а извозот на храна ни е 545 милиони евра. Значи само дефицит по однос на увоз и извоз на храна имаме над 550 милиони евра и ако ги погледнеме бројките назад со години ќе видиме дека тој дефицит меѓу увоз и извоз на храна кај нас расте со некоја просечна стапка од прилика од 8% годишно. Значи ние и како држава, како земја, како влада изминатите 15 години даваме значителни средства за субвенции. Се субвенционира земјоделието, но на некој начин тие субвенции не даваат резултат. Субвенциите треба да бидат насочени кон тоа да се имплементираат иновативни методи за производство на земјоделски производи. Полесно да доаѓаме до поквалитетен производ. Полесно да доаѓаме до поквалитетен производ. Цел да се привлечат младите. Да, така е. Со ист обем на работа да се произведе повеќе и на тој начин тоа ќе значи зголемување на продуктивноста и младите луѓе што живеат и на село, што би сакале да се бават со земјоделство, тие треба да имаат ист квалитет на живот, па можеби и подобар од некој што работи во канцеларија. Затоа што канцелариската работа, особено во државните институции, е полесна отколку тоа да се работи на нива, да се работи земјоделие. И не е природно да тој што работи полесна, поедноставна работа, што е позаштитен, да има и поголеми финансиски приходи. Приходите што ги остваруваат тие што се бават со земјоделски производи треба да бидат на повисоко ниво. Добро, ако е реперни ни се Соединетите американски држави, државата Тексас е најразвиена, а таму се произведува храна, добро и нафта имаат, нели? Меѓутоа храната главно во Соединетите американски држави доаѓа од таму. Растат цените рапидно како таксиметар. Секојдневно, од минута во минута, а платите? Платите исто така растат. Сега платите кога ќе почне таа трка помеѓу цените и платите се поинертни. Цените се многу побрзи. Цените стартуваат и одма они постигнуваат повисоки цени. Платите се малце поинертни, меѓутоа и на крајот кога ќе запре растот на цените на производите и услугите, платите се уште продолжуваат да растат и тие после одреден временски период ќе го достигнат тоа ниво што го имало пред растот на цените. Значи стандардот на луѓето, на граѓаните ќе влезе во еквилибриум, ќе се изедначи во одреден момент. Тука констатација од сето тоа е дека загуба ќе има доколку се чуваат финансиски средства, доколку се штедат финансиски средства. Финансиските средства ја губат својата куповна моќ. И тоа што сме можеле да го купиме со одредени суми на пари пред 5 години, сега можеме да купиме многу помалку од тоа. А платите ќе го достигнат нивото на зголемените цени и услуги, ќе го овозможат истиот стандард. Има некакво каснење, но тие ќе дојдат во еквилибриум. Заклучокот е дека
доколку се чуваат финансиски средства во дома, доколку се чуваат, или во банки, доколку се чуваат, тие финансиски средства губат од својата куповна моќ. Значи, најголема загуба ќе имаат тие што штедат, затоа што се поместиле нивоата на плаќање. И тоа е еден вид скриен данок, инфлацијата е позната како термин дека тоа е скриен данок што ние го плаќаме плаќаме за да не ги чуваат парите. Плаќаме за да не ги чуваат, значи ние чуваме пари кои што секоја година губат од својата вредност, меѓутоа таа разлика во сумите на плаќање последните години е рапидна, што значи дека тој скриен данок е многу поголем од нешто што било околу 2% пред 2020 година. Добро, летните одмори се во тек. Сега со отвореното општество и достапноста на сите светски дестинации, со авионските линии, со останатите превозни средства, човек душа е, сака нели да прошета, да види како е да се живее. Еве една илустрација. Како еден македонец во Лозана или во Женева да плати бургер од 32,5 евра и да помине таму 2 или 3 или 5 дена. Разликата во бруто домашниот производ помеѓу Швајцарија и Македонија е прилично голем. Тоа што се добива како плата во Македонија во однос на просечна плата во Швајцарија е исто така голема разликата и затоа ние со нашите македонски плати не можеме да си дозволиме да поминеме многу денови во Швајцарија. Трошоците ќе бидат големи. А цените на производите и на услугите во Швајцарија се големи затоа што тие треба да овозможат висока цена на рента на просторот, треба да овозможат висока плата на вработениот. Меѓутоа, тоа што се добива како сума на пари за одреден вработен тамо, овозможува да се плати и бургер од 32 франци, па и да се плати рента на просторот неколку илјади франци. Сега малку и во спротивен правец, квалитетот на тоа што се јаде таму, со секоја должна почит на сите европски стандарди, ајде, нека не биде квалитетот, нека биде вкусот. Вкусот на тоа што се јаде таму и вкусот на тоа што се јаде тука. Кога европејците од Европејската, или односно од Европската Унија, ќе дојдат во Македонија, повторно ова не е навреда, туку е констатација, не може да се изнајадат. Сега не знаеме ли, не можеме ли да го искористиме тој момент? Не можеме ли да ја претвориме нашата земја, освен тоа што треба да биде земјоделска, освен тоа што има квалитетна понуда, да ја претвориме во дестинација другите да доаѓаат кај нас, да ја зајакнат нашата економија, па ние да можеме да одиме кај нив. Да. Бидејќи ние одиме таму за да гледаме згради, музеи, надпревари, спортски и така натаму, концерти и така натаму. Па во тој дел, кога зборуваме за туризам, на нас ни недостигаат incoming туристи, односно туристи кои што ќе доаѓаат во Македонија. Ние треба да работиме на тој дел. И Македонија имаше работи во тој дел така што и се плаќаат одредени субвенции за тие incoming туристи што се носат од европските земји. Меѓутоа, тоа не е развиено и тука има огромен потенцијал за развој. За Македонија може да се каже дека е се уште туристички неоткриена дестинација. Ние имаме огромен број на знаменитости кои што не се комерцијализирани. И тоа на нас ни дава голем простор да генерираме големи финансиски приходи од туризмот. Да ги комерцијализираме одредени локалитети што ги имаме низ Македонија, стари цркви, манастири и други историски споменици, да работиме повеќе на развој на тој селски туризам, да покажеме како се живеело во минатото, да направиме вински рути, да се прошета од една до друга дестинација, односно капацитет кај што се произведува вино, да се види како се прави тоа, едноставно да се креираат и генерираат содржини кои што ќе бидат интересни за странските туристи. И тука имаме потенцијал и тоа можеме и мораме да го направиме. Тоа што го спомнавте со цените, дека таму хамбургерот чини над 30 франци, кај нас во Македонија е можеби 2 или 3 франци или нешто, не значи дека квалитетот таму е 10 пати поголем. Квалитетот можеби кај нас се подобар затоа што кај нас нема индустриско производство на храна. Повеќе сепак е домашно производство на храна која што има подобар квалитет, а разликата во цената не е поради разликата во тоа што се на квалитетот во тоа што се конзумира, туку состојките од кои што се состои тој хамбургер, тој производ, имаат прилично иста цена и во Македонија и во Швајцарија. Тоа се берзански цени. Меѓутоа, разликата во цена ја додаваат
сумите за изнајмување на просторот и сумите за самата работна сила кои што се многу повисоки во Швајцарија. Таа пуста економија. Затоа сте тука, професоре, и благодариме. Се надеваме дека допревме до темата. Неисцрпна е, ќе се видиме повторно во скоро време секако. Да, позборуваме повторно за моќта. Сега можеби нема во скоро време, меѓутоа во некое догледно време да зборуваме малку и за посилна куповна моќ на македонскиот граѓанин. Да, тоа е важно да се зборува како можеме да го зголемиме нашиот бруто домашен производ. Што е тоа што можеме да направиме да генерираме поголеми приходи, поголем производ и на тој начин да овозможиме поголеми плати на граѓаните кои што ќе се базираат на реална основа. Ќе се базираат на тоа што расте производството, расте извозот и врз база на тоа растат платите на вработените, а со тоа ќе растат и платите и на пензионерите затоа што придонесот кој што се плаќа во пензискиот систем ќе биде поголем. Благодариме, професоре.